Почитувани граѓани, оваа ситуација со блокада на собранието е неодржлива и мора веднаш да прекине, затоа што се одразува на директна штета на секој граѓанин на Македонија. Мора да се формира што побрзо новата реформска влада, која што веднаш ќе ги исплати за останатите субвенции на земјоделците и ќе овозможи редовни, навремени и повисоки субвенции. Раководните кадри на ВМРО-ДПМН во платежната агенција и во Министерството за финансии буквално си играат со екзистенцијата на илјадници семејства на земјоделци со мали деца. Ако од платежната агенција има налози до Министерството за финансии, зошто Министерството за финансии не ги исплаќа субвенциите на луѓето? Ако Министерството за финансии нема пари, Кирил Миновски мора веднаш да одговори каде отидоа над 300 милиони евра од задолжувањата направени од почетокот на годината до денес. И што е поважно од интересите на граѓаните? Станува збор за задоцната исплата на субвенции од 2016, 2015, па се до 2012 година. Несериозните кадри на ВМРО-ДПМН прво менуваа директори, даваа откази, потоа се правдаа со процедури, но тука е крајот. Јасно е и за домашната и за меѓународната јавност. Недостига здрав разум за да се овозможи развој на демократските процеси во интерес на граѓаните и на државата. Досегашната криминална власт на ВМРО-ДПМН до последен ден е подготвена да работи за криминалите со кои што се трупат богатства на своји сметки. И во февруари и во март приоритет им биле нафтените платформи, тендерите и бизнисите на Мијалков и на Груевски. Ете затоа Трајко Велјановски, пратениците од ВМРО-ДПМН, Ѓорѓе Иванов мора веднаш да се ослободат од директивите на со криминална позадина, од криминалното раководство на ВМРО-ДПМН и да дозволат да се избере новиот собраниски спикер и новата демократска и реформска влада. Тоа ќе значи и исплата на субвенциите, но и решавање на сите други важни прашања од интерес на сите граѓани на Македонија.